градоначалникот Јован Стојановски. Добре дојдовте, или пак треба да кажеме вие да ни добро ве најдовме ние, бидејќи ви се инсталиравме во Балканскиот Ерусалим. Добре си дојдовте и вие во Охрид, како и сите други, вие сте добре дојдени. Градоначалниче, каква е летната сезона? Еве да го отвориме студиото со тоа прашање. Дали се исполнети вашите очекувања? Дали се задоволни гостителите? Дали се задоволни гостите? Иако е се уште рано да сумираме летната туристичка сезона во 2018 година, сепак изгледа дека е добро. Мало и времето, како што можете и сами да забележите, не е онака како што треба во летните временски периоди, меѓутоа сега не послужува. Меѓутоа, добро, младите си уживаат и животот се тече и сезоната добро се одвива. Но се чини дека Охрид може би имал и подобри сезони до овој период, нели до крајот на месец јули. Освен временските прилики, на што би рекле дека се должи тоа, бидејќи во една прилика мислам дека изјавивте дека очекувате пикот со сезоната да го достигне во август. Зошто токму во овој месец? Па добро, пикот на сезоната е токму во овој временски период во кој што се наоѓаме сега, изминатиот викенд со таа една богата музичка програма која што имавме и во текот на наредниот викенд, така да одлично си оди сезоната. Градоначалниче, последниот пат кога разговаравме за општина Охрид, тоа беше пред почетокот на туристичката сезона. Сега сме некаде на средина, бидејќи, како што рековте самите, очекувате во август да биде самиот пик. Разговаравме дека општина Охрид е општина која што, како и повеќето во Македонија, е општина во долгови. Дали до сега, иако е се уште рано да се елаборира, дали до сега имате отприлика некакви проценки за тоа колку градот ќе инкасира од оваа туристичка сезона? Кое што веројатно ќе помогне во враќањето на тие. Градот не инкасира, општина Охрид не инкасира од летната туристичка сезона, меѓутоа угостителските директно на директен начин се разбира, но угостителските објекти во секој случај инкасираат од таа летна туристичка сезона. И оваа година е исто така добро она што го кажавме, дека според склучените аранжмани хотелските капацитети се исполнети се до крајот на август, така да слободни места баш и нема премногу, а и приватните сместувачки капацитети, значи тие комплементарни сместувачки капацитети, според кажувањата, затоа што се уште ги немаме статистичките податоци, според кажувањата на представниците на тој дел од туристичкиот сегмент и туристичката понуда се задоволни. Кога се прават тие последни резултати, кога се знае сума сумарум? Па се разбира дека некаде кон крајот на август месец и почетокот на септември, кога се изработуваат и статистичките податоци за третиот квартал, значи заклучно со септември месец, и тогаш ќе ги имаме, на некој начин ќе ги имаме и забележано и точни податоци ќе имаме за туристичката сезона во Охрид. Успеавте ли да вратите дел од оние долгови кои што ги имавте, или можеби постојано се уште се случува да расте тој долг од време на време со... Добро, финансиските обврски на општината се на жива материја кои што постојано се менуваат. Меѓутоа ние уште, како што кажав и во минатите мои гостувања во вашата телевизија, кажавме дека ние сме отворени за сите оние кои што сакаат да се склучат спогодбите, кои што се спремни да се откажат од дел од своите финансиски побарувања, да бидат ставени на приоритетната листа, а веќе некаде повеќе од 2 милиони евра се досега исплатени од тие стари обврски, а врз основа на склучените спогодби со доверителите. Така, добивте околу 400.000 евра грант од ИПА фондовите за развивање на езерски туризам, односно авантуристички туризам. Дали овие средства можат всушност да бидат пренаменети за некој друг проект кој што би бил можеби повеќе од корист на граѓаните на општина Охрид, или мора да биде искористен за стрикно исклучиво? Значи сите европски проекти се исклучиво наменети и морат средствата кои што се добијат од тие проекти морат и наменски да бидат искористени. Меѓутоа тоа е еден извонреден проект кој што една добра група на граѓани кои што подолго време заедно и во соработка со Црвениот крст аплицираат на такви проекти и веќе се прикрај да го заокружат тој проект за спасувачки центар на планина, а и за
во езеро. Така да тој е одличен и ќе значи избогатување на туристичката понуда, заради тоа што гостите кои што се посебно насочени кон авантуристичкиот туризам, значи имаат малку поегзотични барања, ќе се чувствуваат далеку посигурни. И очекувате бенефит со тоа да има и општината? Да, да. Ајде вака, за да го заокружиме овој дел од разговорот. За една туристичка сезона да биде успешна, кои се проценките? Што треба да се направи, односно да се случи за една сезона да биде успешна? Видите, една туристичка сезона за да биде успешна треба да се работи, се разбира на долг рок. И напорите и од секогаш Охрид бил третиран како една значајна туристичка дестинација и многу пати тоа сум го повторувал дека ние мора да имаме една изградена стратегија која што во моментот се изработува, дека подолго време со одредени проблеми се изработува во рамките на локалната стратегија самоуправа. за целиот Охридски регион. Да. Која што недостасуваше. Зборуваме само за стратегијата за туризам за градот Охрид и за Охридскиот регион пошироко. И која што стратегија треба да се заврши, се надевам, во текот на наредната година со сите оние проблеми кои што ги имаме. Меѓутоа, тука имаме и одреден дел на други стратешки документи кои што треба да се донесат, а тоа е планот за управување со Охридскиот регион, планот за управување со Охридското езеро и планот за управување со сливното подрачје во Охридското езеро. И на таков начин ние веќе ќе имаме една заокружена целина, а и сите оние кои што се понудувачи во рамките на туристичката дејност би знаеле во кој правец може да се движат. А понатака ќе произлезат и изработката на урбанистичките планови. Какви мерки предвидувате да опфатите со овие планови кои што ги споменате сега? Видите се додека една стратегија не биде изготвена, се дотогаш изготвувачите си ги имаат, ето ќе речам така, заокружено авторските права, така да не би ги изложувале во моментот. Што според вас, како прв човек на градот, би било најприоритетно да биде опфатено во таа стратегија? Видите, ние како локална самоуправа треба да ги средиме оние инфраструктурни сегменти и треба да се прилагодиме на препораките кои што се содржани во Законот за управување со Охридскиот регион. Тука се во главно мерките кои што се поврзани со урбанистичкото планирање, со инфраструктурното планирање и средување на градот, обезбедувањето на соодветни паркинг места кои што се сериозен проблем во летната туристичка сезона, но се и сериозен проблем во секое туристичко место, не само во Охрид. Така, кога ги спомнате паркинг местата, дел од жителите можеби на Охрид се револтирани поради тоа што можеби се должни да плаќаат паркинг до доцните вечерни часови, односно раните утрински часови до 3 сат наутро од 7:30 сабајлето. Јас го немам тој впечаток и мислам дека во разговор со граѓаните имаше на почетокот реакции, меѓутоа граѓаните се повеќе и повеќе задоволни затоа што ваквиот начин представува регулација на паркинг просторот и во овој момент има и повеќе слободни паркинг места, што всушност беше и мисијата и интенцијата на локалната самоуправа. Да луѓето кои што не мора да доаѓаат со возила во центарот на градот и да не доаѓаат, за да се ослободат повеќе паркинг места за туристите кои што доаѓаат во Охрид. Како што реков, не толку одамна разговаравме пред почетокот на летната сезона, зборувавме за оној дел со студенчишко блато за кое што тогаш рековте дека треба да се направи ревизија, односно да се објави еден конкурс за студија. Да не апдейтирате до каде, бидејќи тоа е многу важно за животниот свет на Охридското езеро. Да, дефинитивно и тоа сме го кажале во сите наврати кога сме гостували и секогаш кога сме разговарале, а тоа е дека студенчишкото блато мора да се валоризира. Студијата, како што реков, е еднаш веќе одавна изработена, престоеше ревизија и валоризација на просторот. Прикрај е тој процес, затоа што знаете и сами дека треба време да се завршат одредени посебно стручни работи кои што не се завршуваат преку ноќ, за да имаме и правилна студија, за да имаме и правилна ревизија, односно едно, како што рековте вие, освежување, апдейтирање на таа студија. Во тој случај, како што е споменато многу пати, би се знаело каде е блатото, каде би се заштитило блатото и понатака веќе можеме да одиме со валоризација на тоа блато. Во таа насока, кога стигнавме во Охрид, нашата екипа не пречекаа протести од активисти, еве веќе е најавен нов протест. Да.
Тоа се нивни константни барања за мораториум за градба на Охридското езеро. Она што вие го имате кажано во нашата емисија со претходно гостување, дека вие ќе градите всушност плански, дека мораториум на градба не е она што вие го планирате. Најдовте ли заеднички јазик со активистите? Дали можеби ќе ги повикате по утрешниот протест да разговарате и да најдете решение заедничко? Па ние веќе разговаравме и то добри часи повеќе разговаравме, кога тие го имаа оној мирен протест на кој што ги изложија нивните барања. Барањата беа најповеќе за делот на Лагадин, каде што се наоѓа изградбата на еден спорен објект, тоа е хотелот во Лагадин. Така да и понатака ќе ги остваруваме контактите со невладините организации, затоа што и сакаме и треба да градиме партнерски однос со тие невладини организации. Значи веќе е разговарано, имаме приближни ставови и треба да ги договориме и останатите. Во однос на конкретното прашање што го рековте за мораториумот, сметам дека Охрид, а всушност нити еден дел од човековата цивилизација заслужува да има мораториум во кој што не би се знаело што ќе се прави за временскиот период кога има мораториум. Заради тоа што имаме луѓе кои што имаат секојдневни урбанистички потреби, имаме и стари куќи, имаме и реконструкција на одредени објекти кои што се наоѓаат во рамките на општина Охрид и тоа тековно мора да се одржува. Ево имаме изградба и на спортски сали, реконструкција на училишта и сето тоа предизвикува проблем во функционирањето на локалната самоуправа. Строг мораториум во кој што не би се знаело што ќе се прави и на што ќе се однесува тој мораториум е дефинитивно неприфатлив за локалната самоуправа. Но регулирање и јасно зацртување на параметрите во кој правец треба да се движи урбанистичкото планирање и тоа исто така ни е потребно како општина Охрид. Сметате ли дека во ваква ситуација кога сте во општината е во долгови е во ред да се пренаменат средства од инфраструктурни проекти за концерти? Всушност она што го објавија медиумите пред неколку денови. Па добро, да бидеме искрени, немаше пренамена на финансиските средства, затоа што ние за прв пат како локална самоуправа на седница на Совет и со одлука на Советот како највисок орган на управување во локалната самоуправа е донесена одлуката во која што со ребалансот на буџетот се одредуваат за кои намени ќе бидат потрошени средства, а реков за прв пат со одлука на Совет се одредуваат износот на финансиските средства со кои што ќе се поддржуваат одредени во случајот музички настани во рамките на летото на територијата на општина Охрид. И го кажав од наговорница и го кажав многу пати и ќе искористам уште еднаш оваа прилика да кажам дека не се пренаменети во смисла дека за одредени инфраструктурни проекти ќе бидат оштетени граѓаните, туку врз основа на заштедите кои што ги имавме по тендерските постапки, а кои што во најголем дел се однесуваа на проектното планирање и на изведбата на инфраструктурните проекти, дел од тие средства ги пренаменивме повторно за проектни планирања и за инфраструктурни проекти, значи изведба на улици, подпорни зидови, така натака, водоводна канализациона мрежа, а дел од средствата во износ и јавно го кажувам и отворено го кажувам, немаме што да криеме, во износ од 5,5 милиони денари, дека ги издвоивме за поддршка на настапите на одредени уметници. Градоначалниче, знаете од каде оваа дебата? Оваа дебата се води помеѓу на социјалните мрежи претежно, помеѓу најразлични активисти и за најразлични идеи. Да. Кога се работи за културата, некои од аргументите се дека Охрид треба да реши каков град ќе биде. Дали ќе биде град во кој што ќе се привлекуваат младите со некои концерти кои што се со алтернативна музика или диџеј сцената или електросцената, или ќе работи на стратегија во град кој што ќе привлекува повозрастни туристи, тоа претежно од надвор. Видите, единствено едно прашање од сета таа полемика заслужува големо внимание, а тоа е дали поддршката на тие музички настани треба да биде баш во овај период, односно во шпицот на сезоната. Сметам дека тука општина Охрид за воиднина, тоа и така ќе биде направено. За буџетот во 2019 година повторно ќе бидат предвидени дел од средствата за поддршка на музички настани, но тие музички настани ќе бидат во
или почетокот или на крајот од туристичката сезона, за да го оставиме градот да се развива во согласно со барањата на оние кои што се носители на туристичката и на угостителската дејност, а тоа се плажите, кафе-баровите, ноќните клубови и слично. Подршката на општината Охрид, на локалната самоуправа треба да биде надвор од шпицот на туристичката сезона и така ќе биде направено до година. А ово што го спомнувате во поглед на позиционирањето во кој туристички сегмент, тоа ни една дестинација не може да го направи крајно кристализирано и крајно јасно да биде позиционирана само во делот на културниот туризам или во делот само на млади како сегмент на потрошувачи или постарели или мирен туризам, така да мора да има шареноликост. Јас сум жител на овој град и мене ми смета гласна музика, можеби јас сакам да спијам, меѓутоа сите на некој начин треба да го издржиме овај. Но критиките беа во насока на тоа дека Охридско лето кој еден култен фестивал добил помалку средства од овие концерти, поради имајќи ја предвид вредноста и имињата кои што доаѓаат и музиката, комплексноста на музиката која што свират, споредено со изведувачите кои што биле поддржани исто така од општината, поради таа битка фолкот наспроти класичната музика и нели прогресивната, во таа насока беа критиките можеби. На сите треба да ни е јасно дека манифестацијата Охридско лето е национална установа и е финансирана од Министерството за култура, а и во тој случај општина Охрид се јавува само како потпомагач. И добра околност е тоа што Охридско лето е секогаш финансирано од буџетските програми, а така ќе биде и во иднина и со буџетските програми во однос на овие манифестации. Значи, дали култура или фолк, тоа го одредуваат граѓаните и тоа ќе имаат прилика после завршувањето на ова лето да се одредат и за кои настани да бидеме спремни да ги финансираме за 2019 година. А уште еднаш ќе повторам, финансирање на вакви настани имало од секогаш во локалната самоуправа и според моје мислење треба да има. Така, началниче, на неколку километри од нас се наоѓа градот Поградец од другата страна на границата во Албанија. Ова прашање би сакал да го спојам во вид на соработка помеѓу двата града и со целиот регион Охридскиот, за кој што рековте во минатото дека му фалат стратешки документи за да се знаат кои се оние подрачја кои што треба да се бидат заштитени како културно наследство и различни други акцијски планови и ова све во контекст на УНЕСКО. Све во контекст на УНЕСКО, кој што знаеме дека претходно минатите неколку години беа оние шпекулации дека градот би можел да го загуби статусот на град кој што е заштитен од УНЕСКО, па потоа истиот се дојдоа комисија, заклучија дека не е во опасност да го загуби тој статус. И сега тие стратешки документи рековте претходно дека фалат. Сега дали може би подобро заедно со соседите со Грција и со Албанија ќе би ги создале тие документи се во полза на Охридското езеро кое што го делиме? И на самиот град. Добро, ние Охридското езеро го делиме само со Албанија и во тој правец би спомнал два моменти. Едниот момент е оној кој што го начнавте за во врска со УНЕСКО. Во моментов Република Албанија и градот Поградец се наоѓаат во фаза на апликација да се приклучат кон Охридскиот регион заедно со општините Охрид, Струга и Дебарца. Значи и општина Поградец како дел од Република Албанија да биде дел од Охридскиот регион и на таков начин ние сега ќе треба да имаме и една меѓугранична соработка. Тој е вториот дел кој што сакам да го споменам. Во моментов договараме за повикот кој што е во октомври месец, е најавен за во октомври месец за прекогранична соработка помеѓу Македонија и Република Албанија. Договараме неколку идејни проекти со кои што општина Охрид и општина Поградец ќе аплицираат на тој крос-бордер, значи на таа меѓугранична соработка и на таков начин ќе ни се зацврстат и врските помеѓу едната и другата страна и на таков начин би имале и заеднички план за управување со Охридското езеро, што во моментов е проблем. Е дефинитивно проблем и тоа го има и УНЕСКО лоцирано и заради тоа ги ја поттикна апликацијата на општина Поградец да и тие аплицираат. Меѓутоа нивната успешност на апликацијата зависи од прогресот кој што ќе го покажеме ние 3
досегашни општини кои што се подложни и кои што влегуваат во Охридскиот регион. Така. Дали тоа би можело да кажеме дека ќе бидат приоритетите по завршувањето на оваа сезона од септември? Па ние веќе во среда имаме средба со премиерот Заев. На таа средба едно од прашањата за кое што ќе се разговара е и ова, заради тоа што статусот на градот Охрид во рамките на УНЕСКО не е изолиран статус и всушност е владата на Република Македонија она која што би рекол ја води играта, заради тоа што таа го има и ратификувано договорот и препораките на мониторинг мисијата се до нив. Ние со премиерот ќе имаме разговори од среда натака и до 1 декември мора да го покажеме тој прогрес за да се донеси финалната одлука. Градоначалниче, за крај на овој разговор, оно што сакам од вас да го слушнам како прв човек на градот, пошто е Охрид различен од сите други во Македонија? Па Кои се епитетите кои што ќе му ги дадете на градот? Освен оние стандардните, нели? Охрид, да се опиши Охрид е исто како да се опиши зашто некого го сакаш во животот. Тоа е едноставна љубов према некој град и тоа е чувство кое што се раѓа кај секој човек кој што прв пат доаѓа во Охрид и кој што постојано сака да се врати во Охрид. Значи дефинитивно тие природни убавини, тие културни убавини се она кое што го прават Охрид еден и единствен и неповторлив во светот. Јас овде ќе ви се заблагодарам за Ви благодариме за гостувањето и за одвоеното гостопримството, време. впрочем. И благодарам и вас и ви посакувам пријатен престој во Охрид. Така се надеваме дека и времето ќе не послужи и дека послужи. Ние ви посакуваме втора поуспешна половина во делот на туризмот. Така. Почитувани, одиме со една кратка пауза и се враќаме со останатите предвидени содржини во денешното издание на Студио 1, кој што го правиме токму од Охрид.